Life Make Me Wonder на Play Radio. Слушаме супер тема од 2007 година. Продолжуваме со разговорот кој што ви го најави во денешното издание на емисијата Play Cafe. Во студиото имаме вистински доктор за чоколадо. Погодувате дека станува збор за Пеце Клечкаровски, кој што по вокација е музичар, но сега се занимава со нешто друго. Тој го создаде брендот Леска. Истиот е практично составен од уникатни намази. Оваа приказна започна со домашен крем од лешници, но тој постојано креативно се развива, потоа започна и со производство на чоколадо. Пеце користи уникатни производи, а несебично ја открива и тајната на оригиналните вкусови кои што ги добива во своето производство. Тоа е какаото кој што го набавува од Гана и Африка. Ова е само кратка најава, деталите ќе ги дознаеме токму од Пеце. Најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и имам можност да ги поздравите најпрво слушателите на Play Radio. Здраво живо. Мене ми е драго денеска што сум ваш гостин во нашето струшко Play Radio. И да, сакам да упатам голем поздрав до сите слушатели и голема благодарност што денеска ме повикавте да бидам тука. Така, имаме навистина убава тема, но ќе започнам со тоа дека ве знам како музичар со исто поинаков имидж. Пред 2 години кога започнавте со создавање на вашиот бренд поврзан со храната, се изненадив, во секој случај и позитивно, но кажете ми како дојде до ова преориентирање, затоа што и музиката како музика е уметност и ова што го правите сега, но многу се различни. Да, вака, значи не би рекол, да, различни се, но заедничкото нешто на тие две области веројатно се спојува кај креативноста. Така? Да, значи и во двете области мора да имаме креативност за да создадеме некој краен производ што би бил впечатлив и уникатен. Да, јас цел живот се занимавав со музика, буквално од мали нозе, учев средно музичко, заминав на факултет за музика после тоа. Но исто така да спомнам дека храната, готвењето, односно гастрономијата од секојаш ми била блиска област, бидејќи сум израстен и во таква фамилија каде што од секојаш добро се готвело, секојаш сме имале многу гости, практично мајка ми и баба ми многу ме насочиле во ова нешто, бидејќи секогаш сум ги наблюдувал како тие готват и како спремаат храна за различни гости, за слави и така натаму. И буквално од мали нозе јас бев задоен со готвењето, бидејќи секогаш се плеткав во кујните на мајка ми и баба ми, секогаш мораше да има некое парче тесто што ми го дава мене да работам со него и да практично да се насочам каде што сум денеска. Така што и не беше баш многу изненадувачки тоа што се префрлив од музиката кон готвењето. Само што кон готвењето веќе многу покасно пристапив од професионална гледна точка. Како да кажам, можеби кога наполнив 18 години, нешто можеби некоја година потоа, почнав да работам и во професионални кујни, и во ресторани, и паралелно знаев да го терам и факултетот и да работам таа работа. Сме организирале порано исто така со други готвачи и разни тематски вечери, забави каде што собиравме доста луѓе, каде што готвевме на одредена тема и така натаму. Така што професионалниот пристап кон готвењето го развив малце покасно, за сега да се усовршам и во тој занает и да можам да го терам и тој пат. Кога почнав, значи паралелно кога го терав факултетот и готвењето, малку повеќе фокусот ми избега кон кујната и кон гастрономијата. Некако тоа повеќе ме завлече, бидејќи некако видов дека можам повеќе креативно да се изразам на поинакви начини таму во таа област отколку во музиката. Сега не знам дали да навлегувам и во теории, прилично јас
во однос на музиката сакав да пробувам нови начини на изразување, нови техники на изразување, но веќе во уметноста генерално од да кажем од пред 30 години некако се потроши поголем дел од креативноста и некако целата таа приказна почна се повторува во еден луп, а готвењето ми дојде како едно ослободување од тоа повторување, од тој луп, ми дојде како ослободување бидејќи влегов во еден поинаков свет каде што креативноста може да се изрази преку многу други различни техники, многу други различни пристапи. Така, многу убаво ја објаснивте таа потреба на менување на креативноста. И сега го споменавте готвењето, но да разграничиме ова што сега вие го правите со вашиот бренд на намази, десерти и она што се вика производство на чоколадо е нешто сосема друго и уникатноста е токму таа која што ве издвојува од сите други. Зошто? Заради тоа што сите оние кои што ги пробале вашите производи велат дека не личат на апсолутно ништо што досега имале можност да вкусат. Го споменавте како сте влегле во тој свет на готвењето, но за ова што го правите сега не ве учел никој и тоа не се случувало во ниту една кујна, затоа е токму посебно на што вие сега го произведувате. Кажете ми колку време истражувавте, како дојде до сево ова, се учи или го носите во себе си или пак двете? Вака, значи, генерално практично готвењето, работењето по професионални кујни ме поттикна и ми даде една насока кај да се движам понатаму и што сакам да правам во однос на тоа. Многу работи ги научив од сладкарскиот занет, конкретно многу работи ги научив од работејќи во ресторански кујни и целта беше да имам високо квалитетни намирници за изработка на десерти. Значи висока квалитетна намирница што беше во тоа време, зборувам пред, хајде да кажам, пред 7 години, можеби 8 години, беше многу тешко да се најде во Македонија, тоаш пазарот беше многу сиромашен со вакви производи. Многу беше тешко во Македонија да се најде стварно квалитетна десертна намирница што би се употребувала во убави фини ресторански десерти. Значи претежно сите тие намирници беа од индустријски тип, значи како познатите брендови на крем намази, на чоколади и така натаму, што генерално се неетички произведени според мене и тоа е факт, не само според мене. И често се употребени ефтини намирници во составот на тие производи, како озогласената палмина мас, како користење на премногу шекери, емулгатори, стабилизатори и така натаму. Значи целта беше во тој момент да самиот да си направам своја намирница што би ја употребил во некој од моите десерти. Значи немав никаква намера јас ова да го развивам во бенд. Во бренд, извинете. Сакам што спомнавте музика така. Ми се Фројдовска грешка се викала. Значи не ми беше целта на почетокот ова да го развивам во некаков си бренд, туку целта ми беше едноставно да можам да извадам квалитетен десерт со првокласна намирница. Всушност така почнав тоа ми беше еден стимул да почнам да проучувам како се прави добар крем намаз базиран на јаткасти плодови и семки, каде што нема да се употребуваат алтернативни ефтини масноти како замена за природната масноти од јатките. И фактички тогаш во мојата градина во Драслајца каде што живеам имав уште имам неколку насади од лешници, од
ајде да кажам околу 15 на стебла и често на крајот од годината често ми остануваше голема количина на неупотребен лешник. Со мајка ми правевме разни сладки, разни торти и така натаму, но остануваше доста голема количина и значи потребата за добра намирница и потребата за искористување на лешниците што ми преостанале ме поттикна да почнам да го проучувам нештото и да направам направам првиот крем намаз базиран на лешници. Искрено во тој период појма немав, врска немав од кај да почнам и што треба да правам. Во Македонија па и пошироко на Балканов генерално не можев да најдам некакво менторство и некој да ме упати во целата таа проблематика. И се одлучив да сам да се истражувам и да си правам експерименти и да водам некои белешки околу тоа колку бил успешен експериментот и кои биле недостатоците на експериментот. Така што можам да кажам дека можеби добри 5-6 години неуморно експериментирав. Првите крем намази кога ќе се сетам на нив, сега не би ги правил пак истите, но од тие грешки јас многу научив. Апсолутно имавте подлога. Значи, најголем учител во овој занет ми беа грешките што сум ги правил. Значи, кога и да направев некаков производ, обавезно го споредував со некој друг производ што можам да го купам дали од интернет, дали од овдешните маркети, конкретно да ја споредам текстурата, конкретно да ги споредам вкусовите и да дојдам до заклучок за тоа што сакам понатаму да постигнам. Така ја всушност ја добивте и таа уникатност која што ја споменав, затоа што да се експериментира и да се учи и повторува 5-6 години, воопшто и не е малку. Да позборуваме како од брендот од леска преминавте на производство на чоколад. Сватив дека, бидејќи поминав доста време со обработка на јаткасти плодови и семки, и еден ден имам еден пријател, Димитри Славковски, да го поздравам сега денеска, голем поздрав до него. Тој работеше и уште работи во Африка и еднаш како се врати од Африка ми донесе неколку кила какао зрно. Так. И ми вика, еве направи нешто со ова. Бидејќи до тогаш имав искуство со преработка на јаткасти плодови и семки, всушност зрното од какао е некој вид на семка, што исто така содржи висок процент на маснотија, и сватив дека зрната од какао, како и јаткастите плодови, може да се обработуваат на многу сличен начин. Има доста и различности, пошто многу специфична намирница е зрното од какао, но делат доста сличности, што веќе тие сличности на преработка ги осознав со преработката на претходно на јаткастите плодови и семки. Тоа всушност беше главниот поттик да почнам да го обработувам и какаото на сличен начин како што ги обработував и јатките и семките, и на тој начин ја добив првата занетчиска чоколада создадена во Македонија. Така, ајде да позборуваме за начинот на тоа како сите оние кои што се заинтересирани за овие десерти, како може да ги набават, заради тоа што вие одлучивте да не се комерцијализирате, односно ако не се лажам, нема по маркети. Да. Ваш производ, нешто што искрено да ви кажам, многу ми се допаѓа, некако како да е за избраници, за оние кои што знаат да почитуваат и да си нарачаат и да знаат што точно јадат, заради тоа што ние сме тоа што јадеме. Така. Значи, да, пред се леска секогаш ќе има главната цел на леска како концепт ќе биде да биде занетчиско производство, значи да биде во оној крафт артисан дух. Така. И да биде настрана од индустриско производство. Сум за
зголемување на капацитетите. Да, секако и тоа треба да се случи во блиска иднина да ги зголемам капацитетите на производство, но дефинитивно тоа да биде сепак во духот на она small batch, односно мало занечиско производство. И што сакам да постигнам со занечиството всушност. Пред се сакам да безкомпромисно значи да го задржам квалитетот. Јас мојот концепт, мојата идеја е да се остварува непрекината соработка со локални фармери, со локални сточари, земјоделци, занечи со храна, значи да остварувам соработка со сите тие луѓе, што генерално тие луѓе имаат ограничен број на мирници, но ги имаат во најдобар квалитет. Така. Да, и значи целта е поттик на земјоделецот, поттик на фармерот, соработка со нив и добивање и земање од нив најдоброто што е можно во однос на намирницата. И всушност во однос на тоа, со тенденција да го задржам тој висок квалитет, не планирам да влезам во индустријски води, заради тоа што самата индустрија подразбира големи количини на суровини, големи количини на намирници и со тоа би се намалил квалитетот, а веројатно би се како да кажам, би се стишала таа убава приказна на занечискиот дух. Така што практично малото производство е секогаш една почит кон исто така малите произведувачи што сакаат некаде да го пласираат тоа што го произведуваат. Така, кога спомнавте почит, кажете ми колку сте задоволни од побарувачката, колку во Македонија луѓето и во овој регион, Струга, Охрид, научија да го ценат она што го правите и да бидат свесни за посебноста и уникатноста на производите. Така, уште од самиот почеток ова некако експлодираше. Уште од самиот почеток, првиот мој дефиниран производ кога го објавив на социјалните мрежи, предизвика голем интерес кај општо, кај народот, кај јавноста, пред се заради тоа што во тоа време уште не беше воопшто популарно занечиско производство на вакви слични производи. До тогаш, на пример, еве да кажам, најпопуларно нешто што беше од овој тип на производи беше путер од кикиритки. Путерот од кикиритки беше многу популарен уште одамна и веќе беше на македонскиот пазар беше влезен одамна. Но во тоа време никој немаше чуено например, за путер од лешник. Путерот, мислам, луѓето нема појма дека како што може од кикирики да се направи путер, некако има прескокнато таа логика дека од било кој јатка сплот може да се направи исто така путер. Да, само што не е ист. Сите велат дека е поубав од сите, дури и од таа позната нутела, велат дека не може да се спореди, дека ова вашево е најдобро и тоа не го велат луѓе кои што вас ви се роднини, туку луѓе кои што навистина пробале и знаат. Така, значи од кога го објавив тоа, значи предизвика голем интерес и луѓето почнаа да ми нарачуваат. И стварно сите целиот тој фидбек што го добивав назад од задоволните купувачи, муштери, беше фантастичен, онака сите тогаш ми зборуваа дека стварно не пробале ништо друго слично и тоа фактички ме поттикна уште повеќе да се ангажирам околу верувам се уште е така. Самиот занат. Да, се уште е така и од тогаш па до денеска јас сум буквално заглавен во милиони нарачки. На претежно досега функционирав на социјалните мрежи. Таму нарачките ги правя на мојот личен профил на Пеце Клечкаровски и буквално денеска
толку ми се трупаат пораки, толку има побарувачка што не можам да постигнам да одговорам на сите. И почнав да правам некакви концепти за нарачки со цел да воспоставам некаков ред и да бидам поефикасен во правењето на тие услуги. И бидејќи од почетокот па до ден денеска создадов преку, еве да кажем, да не претерам, сигурно преку 80 различни рецепти за различни производи, но едноставно немав и се уште сум далеко од тој капацитет, немав капацитет сите 80 на пример производи да ги правам секогаш. Так. Туку направив еден концепт така што правев на секои 3 до 4 месеци, правам селекција на од 5 до 10 намази или производи било какви и од нив составувам мени. Одредено мени што трае одреден временски период. Најчесто тоа мени од објавата, изработките за тоа мени би траеле на пример 3 до 4 месеци од самата објава на менито. И кога го објавувам менито, тогаш во следните неколку денови им кажувам на луѓето дека последните неколку денови е отворено за нарачки, дека примам резервации за следните 3, 4, 5 месеци, така што буквално во само 2 до 3 дена мојот список беше се преплавуваше од нарачки за следните 4 до 5 месеци. Така што да скратиме, интересот се повеќе и повеќе се зголемуваше за самите производи. Одлично, да. Прашам само со оглед на тоа дека се си почнавте сам, спомнавте градина во Драслајца. Кажете ми дали имате вие услови за работа кои што сите услови кои што ви се потребни и ви помогнали некој, се понудили некој нешто да направи, да ви олесни на почетокот или? Не, се она што сум го постигнал досега сум го постигнал сам. Буквално сам, значи бев one man show буквално. И примав нарачки и ги изработував нарачките и ги испраќав по пошта, некогаш и доставував сам, набавки, купување, пазарење, сето тоа, буквално сите тие целиот тој концепт на производство го правев сам. Во однос на тоа кои се условите моментални за производство со оглед на тоа што побарувачката е доста голема. Од февруари, еве да кажам, уште еднаш кај тоа го кажав на социјалните мрежи, но еве и денеска ќе го кажам кај вас во емисијата за прв пат. Од февруари планирам да озголемам малце капацитетот и практично моментално сега со почетокот на јануари почнувам со реновирање на мојата работна просторија, каде што ќе се внесат малце посериозна машинерија што би ми го олеснала процесот и би можел да го зголемам малце капацитетот со цел да сум поефикасен во извршување на услугите кон клиентите. Заради тоа што досега беше голема борба во однос на тоа кого попрво да го услужам. Има доста луѓе на пример што чека и по 5 месеци за да добијат само една тегла. Така што тоа беше единствен недостаток кај мене што не бев доволно ефикасен да ја задоволам сета таа побарувачка. Јас затоа и ве прашав, не може да бидете сам ефикасен во тој период, Дефинитивно. Не може да правите сега се од сам. февруари Леска ќе врти нова страница, Така. буквално ќе врти нова страница. Веќе нема нарачките да се извршуваат на моите лични профили на социјалните мрежи, нема веќе да пишуваат луѓето на ПЦ Клечкаровски доколку сакаат да направат нарачка, туку маркетингот, водење социјални мрежи и така натаму ќе го води посебен тим што ќе ги прима нарачките и што ќе известува јавноста за сите новости, за сите следни нови менија и така натаму. А исто така планирам, можеби не одма од февруари, но во блиска иднина исто така планирам и да си вработам луѓе што стварно би биле заинтересирани, стварно би сакале да работат ова работа. Јас сум спремен на сите тие кои имаат голем потенцијал да работат вакво нешто, кои имаат желба да работат вакво нешто, јас да им подарам занает и заедно да направиме
едно убаво движење, гастрономско движење во Македонија, што би било тотално уникатно и би создавали уште многу други рецепти и многу други производи. Тоа е навистина убаво, вие немавте од кого да учите, вие си учевте сам, па сега некој ќе има можност кој што има потенцијал навистина да добие драгоцено знаење. Сосема за крај, сте создале многу десерти, вкусови, сте експериментирале и на социјалните мрежи сте споделиле и успешни и неуспешни обиди, сум забележала. Секој сум искрен околу нештото. Искрен сте и овде заради тоа што луѓе кои што одлично функционираат со своите бизниси знаат да се жалат дека не е така. Вие сте доста искрен, зашто ми е навистина драго и што со тоа се создава многу позитивна енергија. Кажете ми, имате ли после толку обиди, толку создавање предизвик некој кога станува збор за вкус? Да, значи во мојата глава си имам зацртано милион предизвици. Са така кажеме милион предизвици, али да, имам доста планови, идеи за многу други нови производи, многу други нови вкусови што допрва за прв пат ќе се најдат на македонскиот пазар, што досега ретко се среќаваат и општо во светот, не па тука. Значи, веќе имам развиено доста концепти, веќе имам развиено доста идеи за многу други уникатни производи, каде што пред се, како што кажав и претходно, главниот акцент ќе биде на македонските намирници, локални намирници. Значи, нема да откривам уште од сега за што точно се работи, но дефинитивно се работи за нешто што не е до сега видено тука. Така, јас многу ви благодарам. Би можеле на оваа тема да зборуваме уште многу, но ние секако како медиум ќе ве следиме во вашата работа, па со сето она што сега не сакате да го откривате, дефинитивно ќе имаме можност, се надевам, да зборуваме повторно во студиото. Сето она што ќе се случува, споменавте, од февруари ви посакуваме среќа и не би можела сега да кажам дека се остваруваат соништата кога некој ги има, затоа што ова не е остварување на сон. Вие од почеток, значи многу сте се труделе за ова да го постигнете. Оние кои што се упорни, оние кои што сакаат постојано да учат и да создаваат нови работи, нив им се остваруваат соништата, нели? Така, да. Мене стварно ќе ми е драго да создадам еден стварно јак тим што би имале взаемна поддршка во нештата и стварно сакам да излезат уште многу други генерации тука што би се занимавале, што нема да чекаат државата да ги спаси, да им ја спаси иднината и така натаму. Дефинитивно младите луѓе треба иднината да ја земат во своји раце, да прават креативни нешта, што има волја, што има потенцијал во земјата каде што живееме, од природни ресурси, во смисла на природни ресурси и така натаму, секогаш постојат начини да бидеме независни во нашите дејности и креативноста е плюс, што имаме креативност, може да се прават чуда. Така, јас многу ви благодарам за гостувањето, беше еден навистина конструктивен, пријатен разговор, еден од оние соговорници кои што ви кажува се што прашувате, така што ќе ве следиме и понатаму ќе ги информираме и слушателите за сето на ново што го создавате. Јас ви благодарам што ме поканивте денес уште еднаш и уште еднаш голем поздрав до сите слушатели на Play Radio и секако се гледаме во нека наредна прилика. Така, ова беше Пеце Клечкаровски, верувам го следевте разговорот, продолжуваме во добар ритам во Play Cafe на Play FM, тука сме до 14. No matter if the time goes by, no matter if the world